Македонија наскоро ќе го добие својот прв домашен дрон за воени цели, кој што ќе биде произведен во фабриката АТС АМО или поранешна сувенир во селото Самоков, општина Македонски Брод. Дроновите ќе бидат мултинаменски и ќе имаат способност да бидат испраќани во извидничко разузнување, но ќе бидат оспособени за борбени дејствија, како и за употреба во цивилни цели. Многу скоро АТС АМО ќе започне со сериско производство на 4 видови на дронови, кои што ќе бидат опремени со вештачка интелигенција, кои што ќе имаат висок дострел, кои што ќе имаат соодветна носивост, да можат да бидат опремени со соодветна опрема и кои што ќе бидат целосно произведени во Република Северна Македонија, согласно сите НАТО стандарди и ќе можеме да ги гледаме во воените арсенали на НАТО земјите. Инаку АТС АМО е единствената македонска фабрика за малокалибарска муниција која што обстојува цели 42 години. Годишниот капацитет е околу 120 милиони парчиња муниција, а следната година планира да произведе 250 милиони парчиња, со што ќе биде најголемата фабрика од овој тип во југоисточна Европа, која што произведува малокалибарска муниција за НАТО државите според сите стандарди на Алијансата. Со членството во НАТО се отвори потенцијален пазар од 5 милиарди евра за македонските компании. Би сакал да ги повикам домашните компании да го следат примерот на АМО, да се охрабрат, да ги приспособат и реструктурираат своите производствени процеси, односно своите производи да ги усогласат со највисоките стандарди на Алијансата, што е услов за учество во тендерските поставки. И останатите компании во Република Северна Македонија кои се занимаваат и со други дејности, го зголемуваат интересот за регистрација на НАТО пазарот. Ако во 2021 година тоа беа само 8 компании, веќе до октомври 2023 година тој број е 18 само за една година или вкупно некаде околу 40 на компании кои го добиле тој НАТО код и може да учествуваат на НАТО пазарот. Беше најавено дека после нова година Арама ќе ја добие донацијата Норвешка во камиони и теренски возила, а беше потенцирано и тоа дека наскоро ќе има набавка на нови дронови за потребите на армијата. Додека пак тенковите кои што беа донирани во Украина ќе бидат заменети со друг вид на пософистицирани возила од овој тип.